Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. И како што веќе подолго време кажувам, кога се работи за оваа емисија, во овој период од годината правиме промоција на единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, ги представуваме до потенцијалните наши идни бруцоши на Укло, да ги запознаеме со се она што факултетите, единици на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола им го нудат, што се тука можат да добијат, на некој начин да им олесниме при изборот, ако можеме така да кажеме, на високото образование или единиците, односно факултетите каде што ќе можат да се запишат. Денеска ви го представуваме техничкиот факултет во Битола, единица на Укло, а наш гостин професор доктор Митко Костов, декан на техничкиот факултет. Декане, добре дојдовте во програмата на Укло ФМ. Благодарам. Добар ден до вас и добар ден до вашите слушатели. Благодарам за поканата. Како што реков, денеска тука пред нашите слушатели го представуваме техничкиот факултет, кој што во многу наврати знаете да го кажете или да го представите и како универзитет во мало. Да, од проста причина што нашиот технички факултет е организиран на начин да имаме ние, да сме организирани по одсеци: електротехнички одсек, машински одсек, одсек за менеджмент, индустријски менеджмент, сообраќајен одсек, графички одсек, и од тука значи произлегува како на некој начин да сме универзитет, технички универзитет во мало. Меѓутоа, јас би започнал со малку претходно со историјата. Значи, технички факултет Битола има со што да се пофали, од причина што е факултет формиран 1961 година, што значи дека имаме над 60 години традиција. ТФБ, како што ние си го викаме скратено, е една од најзначајните и најголемите и една од најстарите единици на нашиот универзитет Укло, и сега кој еден од најзначајните факултети во државата во областа на техниката. Значи, факултетот е формиран во 1961 година и почна прво да функционира како виша техничка школа со два одсеци: машински одсек и електротехнички одсек. Додека во 1972 година започна да работи и третиот, единствен во тоа време, одсек за сообраќај и транспорт, а би рекол и денес кога се зборува за кадровска екипираност, капацитети и можности. И мора да се каже дека вишата техничка школа во тоа време одигра позитивна улога за развојот на стопанството во регионот и државата. Техничкиот факултет како високо образовна установа е формиран во 1977 години, прерасна од виша техничка школа во технички факултет, и значи се продолжи со образување на технички кадри од областа на машинство, електротехника и сообраќај, но овај пат со високо образование. Како една од основните цели кои ги имаме поставено на технички факултет е да овозможиме на нашите студенти да добијат реално знаење, што е употребливо директно во науката, но и во индустријата и општеството. Мора да кажам дека факултетот е многу повеќе од само згради и училници, а токму ТФБ е доказ за тоа. Факултетот го прават луѓето кои што работат во него. Бројот на професори на технички факултет е поголем споредено со сите други факултети на Укло, и тоа е гаранција дека нашите студенти добиваат квалитетно и врвно образование. Факултетот постои за студентите. Нашата цел која што си имаме поставено е не само да едуцираме извонредно добри кадри кои без проблем ќе најдат работа во македонските и светските компании. Нашата цел е и да едуцираме студенти кои ќе бидат храбри да започнат свој бизнис, свој производ, да развијат своји креативни идеи во глобални рамки и така натаму. Би сакал да продолжам со капацитетите кои што ги имаме, просторни и кадровски, затоа што имаме и со што да се пофалиме. Значи, технички факултет Битола има предавални, училници, лаборатории, амфитеатри, зграда на 4 спрати и простор од 5200 метри квадратни. Ова не случајно го потенцирам, бидејќи постојат и факултети новоформирани кои што не може да се пофалат со ваков податок,
Имаме околу 50 на врвни професори и асистенти, некои дури и докториране на светски универзитети, ако порано, според претходен закон за високо образование, се бараше студиските програми да се поглупуваат од одредена мерка со некоја студиска програма од првите 100 универзитети, ние можеме да се пофалиме дека на технички факултет имаме професори кои што докторирале на првите 10 универзитети во светот, и тоа е она што ја прави разликата. За квалитетот на академскиот кадар, на професорите, на наставниците кои што тука работат и кои што своето знаење го пренесуваат до студентите, доволно зборувате вие, но исто така во позитивна насока секако тоа го кажуваат и студентите кои што веќе завршиле, кои што се ваши алумни, а ги има во голем број, и тоа не само од овај регион, туку и пошироко. Да, секако. Значи, ние на технички факултет сме организирани по одсеци и едуцираме кадри од областите на машинство, на електротехника, на сообраќај и транспорт, графички одсек имаме за индустријски менеджмент, а исто така имаме и една интердисциплинарна студиска програма мекатроника, која што обединува информатика, електротехника и машинство, и практично сите овие одсеци и имаат соодветни студиски програми, и сите тие се од областа на инженерството, и можеме да се пофалиме со нашите студенти кои што работат и се наоѓаат, голем дел се наоѓаат, значи, на водечки позиции во компании, ЕСАМА, МЕПСО, меѓутоа и странски компании како Ренол, Бугати, Римак и така натаму, и фактички тие представуваат и наши амбасадори на нашиот факултет. Нашите студенти се барани, иницијативни, со идеи, храбри, и често пати доаѓаат, значи, компании кои што бараат и незавршени студенти, во смисла дека потребата од вакви кадри кои што ние ги продуцираме е навистина голема. Ќе ве прекинам тука само да кажеме дека неретко се случува кога има интерес за отварање на нова компанија, практично прво на почеток се доаѓа на технички факултет да се види, да се распрашаат каков кадар можат да добијат одовде. Да, се согласувам со вас, ние на некој начин представуваме прва станица, значи, на компаниите од регионот кои се во потрага по инженерски кадар. Сега, вашите професори не само што го пренесуваат своето знаење до студентите, туку често се ангажирани и надвор од она што значи високообразовна установа, како изработувачи на одредени програми, стратегии, елаборати. Да, секако, значи, вклучени сме во сите токови кои што ги нуди државата и општеството, како во изработка на стратегии, на планови, соработка со Министерството, елаборати и така натаму. Во секој случај, кадар кој што секоја високообразовна установа може да го посака. Но секако работите и се грижите и за подмладокот. Минатата година чинам имавте и нови вработувања кога се работи барем за професорски кадар. Да, значи, кога се работи за наставен кадар, ние се бориме секоја година нормално да се избориме за вработување. Минатата година имавме вработување од 4 асистенти, можам да кажам дека навистина представуваат освежување на наставниот кадар на технички факултет Битола, и за тоа зборуваат и самите студенти кои што се навистина многу задоволни од самиот пристап и однос на истите. Новите студенти ќе имаат од кого да научат, а за студиските програми кои што ќе им понудите во оваа нова академска 2025-2026 година ќе проговориме повеќе во вториот дел од разговорот. Сега дозволете да направиме една музичка пауза, а вие, почитувани слушатели, останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце, и немам сила веќе да те погледнам во лице. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце, да не можам на друг да мислам освен тебе. Ти се појавуваш и се застанува, милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг,
сакаш љубов моја, ништо не ми даваш, само сакаш да сум твоја. Ти се појавуваш и се застанува, милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг. И немам каде јас да побегнам, како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг. И немам каде јас да побегнам, да побегнам. И немам каде јас да побегнам, бум бум бум, бум бум бум. И немам каде јас да побегнам, бум 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 бумеранг, бум бум бумеранг. И немам каде јас да побегнам, како бум бумеранг, бум бумеранг. И немам каде јас да побегнам. И еве неповторно назад во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Ја следите емисијата за Универзитетот Отворено. Ве подсетувам, денеска наш гостин, професор доктор Митко Костов, декан на Техничкиот факултет во Битола. Декане, рековме дека во овој дел од разговорот ќе проговориме малку повеќе за студиските програми кои што ги нудите на идните бруцоши. Ќе започнеме со нешто значи студии на прв циклус, со тоа што ќе кажеме дека потоа ќе зборуваме и за студиите кои што ги нудите на втори и на трет. Да, како што кажавме и на почетокот, Технички факултет на некој начин представува еден мини технички универзитет, од причина што ние сме организирани по одсеци: машински одсек, електротехнички одсек, одсек за сообраќај и транспорт, графички одсек, одсек за индустријски менаџмент и имаме една интердисциплинарна студиска програма мекатроника. И во рамките на овие одсеци имаме соодветни студиски програми и сите тие се од техничка област, односно инженерство. Веќе кога сме кај инженерството, самиот збор инженер доаѓа од два латински збора, ingenium и ingeniare, а во слободен превод би значило оној кој умее да смислува, cleverness to contrive. Значи, инженерството представува една креативна примена на математика, наука, емпириски докази, за да се создаде нешто ново, да се креира систем, иновација, машина, процес. И тука, значи, би го цитирал Нейтан Доерти, американски градежен професор, кој што има дадено една дефиниција за што е тоа инженер. Инженерот е композит, тој не е научник, ниту е математичар, ниту е писател или социолог, но може да користи некои или сите од овие вештини за да создава, креира, решава проблеми. И секако тука во секоја прилика го цитирам и Исак Асимов, американски професор по биохемија, меѓутоа можеби повеќе познат по тоа што пишува книги, односно е писател од научна фантастика, science fiction, и можеби слушателите имат слушнато за него. Тој има кажано дека, значи, науката може да не забавува или фасцинира сите нас, но инженерството е тоа кое што го менува светот. И навистина сме сведоци на високи облакодери, сложени крстосници, ефикасни транспортни системи, одржливи енергетски решенија или пак медицински напредок кој што спасува живот. Значи, тоа е накратко за инженерството, бидејќи нашите студиски програми фактички се од оваа област, од инженерство. Накратко би кажал што, значи, ние имаме и што нудиме. Нудиме студиска програма машинство. Фактички што е тоа што се учи на оваа студиска програма: проектирање и машински конструкции, машински елементи, производно машинство, технологија на обработка на метали, моторни возила, техничка механика и механика на цврсто тело, механика на флуиди, енергетско и процесно машинство. Значи, дизајнирањето на кога се дизајнираше оваа студиска програма се тргна фактички од потребите на овој пелагониски регион за едуцирање на технички кадар. Тука не само што го имаме РЕК Битола, него имаме и други капацитети, како што се ЗИК Пелагонија, Млекара Битола, Млекара Дукат, Витаминка Прилеп, Киро Дандаро Битола, Кромберт Шуберт, Коста Лоукрит, Дрекслер Мајер, Гентер и така натаму. Понатаму имаме студиска програма Заштита на животна и работна средина.
која што има една основна цел на обезбедување на ефикасно едуцирање на инженери од Инженерството за заштита на животна и работа средина. Воедно, значи, тука студентите се запознаваат со дејството на загадувачите врз живите организми, животната средина, изворите на загадување на воздух, почва, вода, се запознаваат со прописите за заштита на работни места, бучава, пожар, прав и така натаму. Понатаму, на електротехничкиот одсек имаме една студиска програма која што нудиме електроенергетски системи и обновливи извори. Електроенергетскиот систем представува една сложена техничко-технолошка целина која што опфаќа системи за производство, пренос, дистрибуција, снабдување и користење на електрична енергија. И тука се значени компоненти, исто така автоматското управување со системот, мерно-аквизицијски системи, енергетска електроника, телекомуникации и така натаму. А во денешно време знаеме дека се многу актуелни обновливите извори и самата обновливите извори енергија и самата интеграција на нови обновливи извори е исто така еден техничко-економски предизвик со кој што се соочуваат инженерите и фактички и се на цена. Значи тука се опфаќаат техники на проектирање, на планирање, на управување, експлоатација на овие системи и така натаму. Понатаму го имаме одсекот за графичко инженерство и дизајн. Тука студентите добиваат основни знаења од техничко-технолошка подготовка за печатење, графички процеси на печатење, контрола на квалитет во производството, управување и одржување на графички машини, управување со графички процеси и така натаму. Понатаму имаме одсек за сообраќај и транспорт и нудиме студиска програма за сообраќајно транспортно инженерство, бидејќи се поголема потребата од ефикасен, оптимизиран сообраќај и транспорт како средство за повисок квалитет на живот. Фактички и секојдневно слушаме термини како Smart City, интелигентни транспортни системи, значи уведувањето на концептот на Smart City и интелигентни транспортни системи уфаќаат напредни системи во управувањето со сообраќајот, системите за информирање на возачите, автоматизација на возилата, значи често гледаме или слушаме за тоа како за автономни возила кои што може значи да автономно да се движат, да паркираат и така натаму. Понатаму го имаме одсекот за индустријско инженерство и менеджмент и тука значи самото име кажува студентите се запознаваат со индустријско инженерство и менеджмент, контрола на квалитет, машинство, регулација и управување со технолошки процеси и така натаму. И на крајот нудиме уште студиска програма по мехатроника, која што на некој начин представува една комбинација од електротехника, машинство и информатика. Се учи значи дополнително електроника, автоматика, регулација и управување со технолошки процеси и навистина е доста препознаена како област на пазарот на трудот. Колку се младите заинтересирани за следење на овие студиски програми? Можам да кажам, прво морам да кажам еден податок дека последната академска година ние запишавме некои 35% повеќе бруцоши во однос на претходната година. И овој податок е значаен по тоа што бројот на матуранти на ниво на држава е намален за 5%, а ние имаме зголемување од 35%, што доволно зборува за атрактивноста на нашите студиски програми. А друго е за извојување е што бројот на запишани студенти е равномерно распределен на сите студиски програми, значи без фаворизирање на некоја студиска програма. Ова е убаво да се слушне, но треба да кажеме дека сте чекор понапред, размислувате и за оние генерации кои што доаѓаат и кои што допрва треба да размислуваат каде да се запишат или каде да го продолжат високото образование. Како технички факултет сакате уште од мали нозе на младите да им ја всадите таа љубов кон инженерството, кон математиката, физиката, природните науки, па еве втора година поред го организирате од погон. Да, точно така, значи ние се обидуваме значи да ги мотивираме, стимулираме нашите идни евентуални бруцоши да го засакаат инженерството и го на некој начин
правиме маркетинг, го организиравме сајмот погон за ученици од основно училиште и веќе втората година навистина имаше огромен интерес и не само што имаше интерес, него и ние бевме задоволни затоа што гледавме задоволни лица во младите ученици кои што доаѓаат да покажат свое знаење, да се надпреваруваат. Убаво беше да се види млади луѓе, деца практично, од прво до петто оделение како нешто работеле, веројатно и со помош на своите родители или наставници, но веќе ги покажуваат првите чекори кон она што значи инженерство. Да, тоа што го прават се гледа дека го прават со љубов и поради тоа се задоволни и ние исто така сме задоволни кога можеме да организираме ваков настан како што го организиравме погон и не само погон, исто имавме организирано и на некој начин одбележување на денот на математиката, денот ПИ, 14 март, 14 март, а исто така сме активни и во организирање на други настани, како саем на кариера, практиканство и стипендии, кога тој ни е традиционален настан кој што веќе 3 години го организираме и представува една одлична можност за фирмите за презентирање на нивното портфолио, нивната работа, делокруг на работење, технологијата кој што ја користат, но и можностите кои што ги нудат на инженерите и студентите, а во исто време тоа представува и одлична можност и за студентите од поблиску да се запознаат со она што ги интересира и добра можност и за матурантите кои што се уште не се решили каде ќе го продолжат своето образование, да дооформат слика за можностите после дипломирањето, а секако дека нашите врати на факултетот се отворени и организираме настани за матурантите од средните училишта кај нас на факултет, како отворен ден, а исто така ги посетуваме и самите средни училишта. Доколку се решат матурантите или останатите да се запишат на технички факултет, еве да им кажеме дека по дипломирањето, по завршувањето на додипломските студии, имат можност тука да продолжат со студии на втор и на трет циклус. Секако, ние на секој од сеците организираме и постдипломски студии и имаме студиски програми од втор циклус на електротехнички одсек, на машински одсек, во машински одсек веќе имаме 33 студиски програми, машинство, заштита на животна средина, заштита на работна средина, исто втор циклус на сообраќај, на графичко инженерство и на мехатроника. А на трет циклус студии? Имаме, организираме, секако организираме и студирање на трет циклус студии на наведените одсеци. Во ред, тука ќе направиме сега уште една музичка пауза, па ќе го привршуваме разговорот. Почитувани, останете понатаму со нас на 90,8 МГц. На тоа ке остане. Времето си лета, кога помина лето е среќа, се смеам на глас. Секој пат кога на тебе јас ке помислам и знам, нема никој како нас. Знам дека ме мислиш, како што те мислам јас. Фантазија и ризик, би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се спремам и без див ја сторам. Секогаш кога од тебе одам
се од небо на земја, па каква дилема. Нема назад враќање. Пато сега лесен е, те гледам за себе, ти светиш ко мене. Еден за друг ние сме. Времето си лета, кога помина лето е среќа, се смеа на глас. Секој пат кога на тебе јас помислам и знам, нема никој како нас. Знам дека ме мислиш како што те мислам јас. Фантазија и ризик би се вратил ти стоти пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се стремам. И без див ја сторам секогаш кога од тебе одам. Но те знам, јас тебе нема да ме оставиш мене. Декане Костов, би сакала сега во овој завршен дел од разговорот да им посочиме на идните бруцоши, еве така постојано ги кажуваме, дека она што можат тука да го добијат на техничкиот факултет, тоа се и стипендиите кои што се нудат на вистина во голем број. Да, морам да кажам дека имаме една одлична соработка со стопанството и потребата за соработка меѓу стопанството и факултетите во развиените економии во светот е јасно разбрана и неминовна и всушност представува самата соработка единствен начин за еден долгорочен економски раст и развојна економија базирана на иновации. И морам да кажам дека тоа е разбрано и во нашата држава и така да можеме да се пофалиме со голем број на стипендии, значи компаниите нудат околу 15 на стипендии секоја година, што би дошло дека некако дека секој 10-ти студент зема стипендија, што не е за подценување. Бредот на висината на стипендијата е некаде 10.000 денари месечно, 10 месеци во годината. 4 години, значи доколку студентите задоволат одреден услов, притоа студентите почнуваат од нула, значи се вреднува успехот на факултет и стипендијата на некој начин доаѓа како заслужена награда за вложениот труд, која што треба да се оправда секоја наредна година, да се има просек од оценките 8, за да се продолжи со нов договор за и наредната година. Меѓутоа, не само што ја добиваат стипендијата, туку им се возможува и практична работа во компанијата од каде што ја добиваат стипендијата, а неретко се случува и понатаму, доколку нели го задржат просекот и понатаму се стипендисти да добијат и вработување. Да, па имаме ние подпишано некои стотина договори за практиканска работа со поголеми и со помали фирми од областа на техниката и поготово фирмите кои што нудат стипендии, исто нудат тие и практиканска работа и обично тие што добиваат стипендии, добиваат и практиканска работа и нормално фирмата кога вложува во студентот и после тоа ги зема на пробна работа и најчесто и ги вработува и за таа цел, значи фирмите и доаѓаат со промоција на нивното портфолио, можностите кои што ги нудат стипендиите, значи еднаш годишно се организира од страна на поголемите фирми кои што нудат пракса и стипендии да ги презентираат своите можности пред студентите од факултетот. Би сакала за уште една друга можност што им ја давате на студентите, а тоа е научна или истражувачка работа, заедно со своите професори, со менторите, често се учесници на студентски конференции, меѓутоа веројатно се вклучуваат и во она што значи проектна активност на самите професори. Да, значи најнапред да кажем дека имаме и доста мобилности, подпишани договори со универзитети од Европа, како Хрватска, Словенија, Србија, Бугарија, Шведска, Полска, Турција, Франција, Шпанија. Фактички ние и сме дел од Колорс алијансата од универзитети,
партнери се Универзитетот Леман од Франција, Кастилја, Ла-Манча, Шпанија, Ферара, Италија, Кристијанштад од Шведска, Универзитетот Полска, од Хрватска и од Латвија. И значи самите активности во ова алијанса се смислени така што сите нови пилот концепт во истражувањата, наставата, учењето, соработката се издигнуваат на ниво на практики на мнозинството и на ниво на нашата земја. Постојат можности, значи студентите да престојуваат одреден период во некој од овие универзитети со кои што имаме подпишано договори, да полагаат испити, тие испити, односно кредити да им се признаат, и тоа го прават заедно, значи со ментор со кој што заедно избираат кои предмети би ги слушали, кои предмети би ги полагале, да. Инаку, да, значи имаме ние и студентски конференции, морам да ги пофалам нашите студенти од Технички факултет Битола, кои што се вклучуваат во сите активности на Техничкиот факултет, меѓутоа и самите иницираат активности. Ќе споменам факултетската студентска конференција, која што има традиција 5-6 години, самите тие иницира, за после тоа да иницираат и универзитетска студентска конференција. Меѓутоа имаме ние и други конференции на кои што Технички факултет Битола е организатор, така да и студенти се вклучуваат во овие конференции. Пример, тука е да споменам конференцијата ICEST, таа е меѓународна IEEE конференција, трудовите се публикуваат во Скопус и можем да кажем дека на овој простор, на овие простори е една од најзначајните и најголемите конференции, и нашите студенти исто се вклучуваат заедно со своите ментори, поготово втори, трет циклус, да учествуваат на оваа конференција. Сега, значи ни беше јубилејна 6-та конференција, таа организираме и коорганизираме заедно со Електронски факултет Ниш и со Технички универзитет Софија, и таа конференција ротира, една година во Македонија, една година во Србија, една година во Бугарија. Ова година беше во Охрид од 26 до 28 јуни. А исто тука имаме и една конференција од областа на сообраќајот, Transport for Today's Society, која што се одржа од 24 до 26 април, и тука значи зборувам за конференции на кои што е организатор Технички факултет Битола. Колку на студентите им значи присуството на вакви големи настани? Секако дека им значи, бидејќи да се спреми еден труд, да се направи истражување, да се добијат резултати, а и не само тоа, него да се представа, да се прикажат тие резултати во една форма, во еден формат кој што е даден од самата конференција, во еден темплейт, и при тоа да биде запазена организација на самиот труд, а понатаму и презентација пред еден аудиториум на англиски, каде што може да се постават прашања од заинтересирани страни, не прашања некој во смисла дека ете некој намерни или злонамерни, него чисто од заинтересирани професори. Да, значи представува навистина едно големо искуство, а и не само големо искуство, него представува и верификување на самиот труд, затоа што овие конференции се такви. Пример, IEEE конференцијата, која што има меѓународен редувачки одбор, има меѓународни рецензенти, и секој труд се рецензира од најмалку 2 рецензенти. После добиена позитивна рецензија, истиот се публикува доколку го помини системот на плагиати, каде што не треба да има поклопување со овие некои трудови од некои други бази на трудови. Така да во секој случај овие представуваат конференции големо искуство и навистина верификација дека студентот достигнал одредено ниво на знаење за да може да се смета дека има положено испит или дел од испит. Сега што се однесува до проектите кои што се реализираат на Техничкиот факултет, што тука ќе кажем? Можем да кажем дека сме имале голем број на проекти од Хоризонт 2020, од Темпус, од Еразмус, од ИПА проекти и така натаму. Во моментот имаме активни 3 проекти. Тоа е споменатиот Colors проект, Адрион, од Цираци, мотив од Адрион проекти, и Едих проектот.
Накратко би кажал дека, еве, например, за проектот Сираси, за што се однесува според Меѓународната поморска организација, бродската индустрија испушта на годишно ниво стотици милиони тони CO2 годишно, некои над 900 милиони тони годишно, што вкупно представува околу 2,5% од вкупните емисии на CO2 во светот. И додека повеќето емисии се вклучуваат на бродови кои што се во движење, во море, реки, езера и така натаму, сепак одредени количини се случуваат или доаѓаат од бродови кои што се наоѓаат во пристаништата. И фактички целта на на проект е примена на така наречена cold ironing технологија, кој што се однесува на процесот на снабдување со електрична енергија на бродовите кои што се закотвени во пристаништата, бидејќи кога ќе дојде еден брод, еден круз, тој фактички може да има побарување од електрична енергија како еден наеднаш, како еден мал град, и треба значи самата мрежа да го издржи тоа, меѓутоа и што би значило во поглед на загадувањето. Главната цел на проектот е да обезбеди подобар увид во можностите и предизвиците за имплементација на овај cold ironing технологија преку анализа на спецификите на секое партнерско пристаниште. Тука се значи пристаништата Плоче, Хрватска, Анкона, Драч, Волос, Белград, Охрид. Понатаму за проектот EDIH, фактички целосното име му е Innovate EDIH, е водечка платформа за дигитална трансформација, иновации и технолошки развој во Северна Македонија и представува прв официјално признат европски дигитален иновацијски хаб, и од тука е скредницата EDIH. Значи EDIH обезбедува поддршка за микро, мали и средни предпријатија, исто така и за јавни институции со цел да се подобри нивната конкурентност преку користење на напредни дигитални технологии. И треба да се каже дека ова представува Innovate EDIH, дека представува дел од Европската мрежа на дигитални иновацијски хабови, кофинансиран е и од Европската комисија преку програмата за дигитална Европа 2021-2027, но и од владата на Република Македонија. Значи буџетот е 2 милиони евра, 50% со 50% е од Европа, 50% е од владата на Република Македонија, и проценката е дека ќе обезбеди над 300 бесплатни услуги, значи во вредност на овие споменати 2 милиони евра, насочени кон дигитализација, иновации и технолошки развој. Каде тука се наоѓаат студентите? Можат и тие нешто да помогнат кога се работи за овие проекти, или пак доволно е што можат да се вклучат и да видат каков е начинот на работа кога се работи со партнерски институции, да речем? Секако дека секаде каде што може да бидат вклучени студентите за поддршка и на некој начин и да го зголемат своето знаење, ние ги вклучуваме и осмислуваме активности како да бидат вклучени и тие. Времето не гази, дека веројатно има уште многу да се зборува за техничкиот факултет, но еве сите оние кои што се заинтересирани можат слободно да ја посетат веб страницата на техничкиот факултет, да ги разгледат убаво студиските програми за кои што нели вие детално објаснивте што се тука се изучува и што се можат да научат. Останува да ве прашам кој би бил вашиот апел или вашето завршно обраќање не само до идните студенти, туку и до оние кои што сега се на техничкиот факултет веќе запишени и студираат. Да, за крај јас би кажал дека инженерството е една од најценетите и најбараните професии. А ние, професорите од ТФБ, убедени сме и длабоко веруваме дека генерациите кои што доаѓаат се секогаш подобри и веруваме дека секој од нашите студенти ќе има влијание врз општеството. Ви благодарам за вашето гостување во програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Посакувам добро здравје и во секој случај успешна нова академска 2025-2026 година. Ви благодарам и вас. Преку рамо ако одиш, сакам да ти бидам патот кој те води. Како суволи
се згази ме под себе. Ништо не грубо ако е од тебе. Пушти насмев меѓу прамени од злато. Еден поглед меѓу трепки, ама длабок. Божев случајно забавено и филмски. Само рака подај ми, тајно стисни. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, со тебе под еден чадор да се стиснам. Да сум среќен и ако на пола киснам. Како суволи се згази ме по себе. Ништо не е грубо ако е од тебе. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. Крвта ми се бранува, твојот допир удира, како струја тело ми оживува. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе. Yeah. И тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ. Емисијата тонски ја реализира Јупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Баш би било штета да не си до мене, а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си поубава од сон, меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло, љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури во лето ти си лана како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си лана како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако.
сме сами, што ти фали, само кажи, кажи. Зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, кажи. Зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме, јако, јако. Укло ФМ, Битола, јуни 2025 година. Направи го најдоброто. Студирај на Укло. И слушај Укло ФМ Битола 90,8 МГц. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk